10 на кој го робим кајдас. Се работи за грантови, не се работи за кредит, туку се работи за помош, која што се доделува на реализирана инвестиција. Сега во тек е јавниот повик по мерка 7, започна на, што е собиране на 4 октомври, трае до 18 ноември, меѓутоа големи се шансите да има продолжување до 15 дена, да трае некаде од 3 декември. Оваа мерка има еден широк диапазон на инвестицијски активности што ви се нуди, освен земјоделство, значи суштината на мерката е руралното население да размислува малку за инвестиции подруги од земјоделството, од примарната дејност. Значи се возможува една плејада на инвестиции во 7 различни сектори, ќе ги поминеме, што се на некој начин поврзани со земјоделство, меѓутоа се повеќе поврзани со руралното население и руралните средини. Да се почне прво кои може да бидат корисници по оваа мерка. Буквално корисници по мерка 7 може да бидат физички и правни лица. Во физички лица спаѓа физички лица име и презиме, значи нема воопшто никаква дејност, не се занимава со ништо, не вработене, сака да започне со некој бизнис, од оние активности што ќе ги презентирам понатаму. Потоа, физичко лице, доколку е угостителен занајчија, регистриран во општина за вршење на угостителска и занајчиска дејност, во тој случај може да биде барата. Трговец поединец или микро или мало предпријатие како облик на правни лица и задруга. Земјоделските стопанства, значи оние што се евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, може да бидат корисници и нивните членови што се во семејното земјоделско стопанство. Буквално секој може да биде корисник, потенцијален корисник по оваа мерка. Ги кажавме дека доколку е земјоделско стопанство треба да биде евидентиран во единствениот регистар на земјоделски стопанства или фарм регистар што го викаме популарно ние. Доколку е физичко лице, занајчија или гостител, може да бидат тие баратели, тие треба да бидат регистрирани во соодветните регистри. Предходно да се направи. Доколку е правно лице, мора да бидат запишани во регистарот на правни лица при централниот регистар што се води. Додека за другите исто така треба да бидат регистрирани во централниот регистар. Те имаат такова состојание. Доколку се работи за физички лица кои што влегуваат во инвестицијска активност, значи нема ништо, сака да инвестираат во нешто, тие на крај по реализација на инвестицијата, пред поднесување на конечното барање за исплата, треба да ја регистрираат економската активност, значи да станат легални на пазар. Ќе преминеме на некои општи услови, критериуми кои што се потврдуваат со соодветни документи, кои што треба да има потенцијални корисни. Барателот на средства да биде собственик на земјиштето или објектот каде што планира да инвестира, или да го има од договор за закуп по најмалку време трајање од 7 години. Договорот за закуп треба да биде прибележен во имотниот лист. Барателот мора да има соодветно образование, тоа е средно стручно образование, или на крај на инвестицијата да достави сертификат за помината обука од соодветна институција. Најмалку едно одговорно лице во правното лице барател на средства да биде постојан работен однос или ангажиран по договор. Тоа значи доколку е правно лице, барателот мора да има еден вработен. Доколку е физичко лице, невработен, не треба никој да биде вработен. На крај треба некој облик на организација да се го спостави по реализација на инвестицијата. Или пак може да се ангажира лице по договор кај корисник во време трајање од 5 години.
Преминуваме сега на оние 7 приоритетни сектори или полиња, кај што се може да се инвестира. Тука се наброени сите 7, да не ги повторувам, секој од овие посебно ќе ги разгледаме со сите можности кои ги мисли. Преминуваме во инвестиции во алтернативно земјоделско производство. Тоа се следните типови инвестиции кои што се прифатливи. Одгледување на печурки и тартуфи. Значи, печурките и тартуфите се прифатливи по оваа мерка, бидејќи не се прифатливи по ниједна друга мерка од ИПАР програма. Што значи тоа? Прифатливо е изгледба на објект, микроклима за одгледување на печурки, целата апаратура, машинерија, оградување на просторот околу објектот, бетонски стази околу, хортикултурно уредување до целосна функционалност на печуркарата. Примерно производство на печурки, шампиньони. Се воспоставува од нула. Или, ако имате веќе во производство се ново, може да барате за реконструкција, за догребба, надгребба, обновување нови машини и така натаму. Тоа се однесува за хортикултура или цвеќарство. Да воспоставите систем за одгледување на цвеќи. Бидејќи не се поддржува во ниеден претходен сектор од ИПАР програма. Истото што важеше за одгледување на печурки, и тука се е прифатливо. Од оранжери, без оранжери, приклучна механизација за обработка, капка по капка, микроклима внатре ако ви треба, оградување на простор, сите тие работи. Производство на семенски и саден материјал се подразбира на расадници, воспоставување на расадници. Значи, истите типови инвестиции што претходно ги кажам, се прифатливи во овој случај кај производството на семенски и саден материјал. Сега доаѓаме до нов тип на алтернативно сточарско производство, зајаци, полжави, дивеч птици. Кај птиците е интересно, бидејќи кокошките се поддржуваат по мерка 1, јајценосна живина и броеви. Тука не се поддржуваат кокошките, меѓутоа се поддржуваат бисерки и друг тип на живина, освен кокошки. Се поддржуваат одгледување на зајаци, одгледување на полжави, дивеч. Пчеларството целосно е поддржано по оваа мерка. Значи, купување на сандуци, центрифуги, друга апаратура и опрема неопходна за пчеларство, не само за производство на мед, климатичен меч, полен и така натаму. Сите производи. До финално пласирање на медот на пазар. Тука не се прифатливи пчелни матици, кои што се прифатливи по националната програма за рурален развој. Може да ги комбинирате. Да аплицирате подпад за сандуци, центрифуги и друга опрема, а од националната аплицирате за пчелни матици и да си го комплетирате бизнисот. Одгледување на растенија, семења, други зачини и ароматични растенија. Тука се мисли за примерно производство на ароматични зачински растенија. Пример. Зачинско растение. Кој е? Да речеме босил. Да, така. Сите зачински растенија. Лаванда. Примерно производство. Тоа значи целокупната земјоделска опрема за подготвување на почвата, системи капка по капка, обградување на простор за примерно производство на овие типови на растенија. Насади на дрвја за дрвна граѓа и биомаса, брзо растешки, популарни се сега пауловнијата, значи целокупниот систем на одгледување на овие брзо растешки растенија е прифатлив со целокупната механизација што е неопходна за обработка на почва и одгледување на овие типови на растенија. И на крај доаѓаат рибниците, аквакултурни фарми за сладководна риба се подразбира рибници. Најповеќе, иако се ставени можности, бидејќи се работи за меѓународна програма што се имплементира и во други земји, за одгледување на ракови, школки и така натаму, што крајна смисла може би не е прифатливо. Меѓутоа, пастрмски рибници и рибници за крав, сол, други работи се прифатливи да бидат кофинансирани. Сега доаѓаме во вториот сектор, инвестиции во производство на преграмбени производи и пријалоци.
Тука алкохолни производи од грозје или овоше и пиво. Кога се зборува за алкохолни производи од грозје, се мисли на најповеќе на дестилат ракија, што мислам може би тука е интересно, бидејќи имате производство на слива. Или од овошето производство од јаволкото, сајдер, популарно или од груша, производство на тие благи алкохолни напитоци со 4-5% алкохол. Вишокот што се јавува тука, се јавува по време по години на производство, може да се размислува за да се преработи и да се продаде по дополнителна цена, додаде на вредност. Тука влегуваат и производство на колачи, тестелини и пекарски производи, пекара, значи, сладкара нека, кондиторски производи, чоколади, бомбони. Чај и билни екстракти, значи систем за сушење, пакување на сите растенија што учествуваат во преработка за чај, билни екстракти. Тука има еден добар пример, една фирма во Скопје има направено цела една скоро мини фармацевска индустрија во рурална средина, кај што прави разни етерични масла и други производи од различни билки. Тоа е Галениус фирма, имаме и сега спот ние моментално што се врти на нашата веб страна за промоција на ИБАР, може да погледнете, многу интересен спот е, што два добри примери на диверзификација на активностите во рурални средини. Едниот е за Галениус, таа фирма што се работи за фармацевски некои препарати, а другата е за рурално сместување, Трница горе на патот на Аврово дело. Другите можности за преработка за производство на прехранбени производи се сладководна риба, ракови и мекотежи. Значи, може да формирате помоќе за замрзнување, пакање, пакување, преработка на риба. И сите други производи кои што ги нема во анекс 1 на договорот, тоа може би звучи малку сложено, меѓутоа тоа е една листа на производи кои што се прифатливи за преработка во мерка 3, а тоа се обични, нормални земјински производи. Преработка на слива во сок, во компот и во друго. Тоа се дефинирани во анекс 1 на кредитот. Меѓутоа, преработка на слива во дестилат алкохол е во мерка 7. Тие две се комплементарни, меѓутоа не сме да се преклопуваат. Како прилог 3 на упатството за корисници, го имате во вашите комплети, тоа е основен документ по кој што треба се водите во подготовка на апликацијата. Значи, прилог 3 на упатството кажува оние активности кои што се по мерка 3. Значи, доколку активноста не е на таа листа, е прифатлива по оваа мерка што ја презентираме тука. Инвестиции во производство на непрехранбени производи. И тука имаме една листа на прифатливи непрехранбени производи по мерка 7. Таа е дадена како прилог 5 на упатството. Листата е направена согласно националната класификација на дејности, која што може да симнете од Државниот завод за статистика и по шифра споредувате планираната инвестиција на дејност, шифрата дали влегува во таа листа. Инаку глобално се опфатени голема плејада, голем број на дејности кои што се однесуваат на производство на метали, неметали, минерали, нивни суровини, дрво, дрвни производи, текстилни производи, пластика, стакло, производи од стакло и така натаму. Подоставо, кога ќе поставиме прашање, кога ќе разборем, можеме детално да поминеме на некој ако има заинтересиран точно за некој проект, па да видиме дали влегува и што е прифатливо по тоа. Да извежбаме една можна инвестиција во овој дел. Мини погончиња во рурална средина за производство на гајби, правење на гајби, правење на дрвена граѓа, правење на столари, врати, прозорци, правење на некои различни пластични материјали, минерални суровини, текстилна конфекција, до 50 години. Во овие инвестиции во занајчиска дејност. Тука само можам да кажам дека сите
занаетчиски активности што се прифатливи согласно правилникот за определување на дейности кои можат да ги вршат занаетчиите, значи се што е прифатливо во земјата, секој тип на занаетчија е прифатлив да биде кофинансиран. Многу интересна мерка за помалечки рурални средини, кај што постои можност за различни занаетчиски активности. Се што е занет, фризер, бербер, што би може да биде занаетчија? Кондуражи. Не знам што. Така, се што е прифатливо за една рурална средина. Може да биде од нула, може да биде да веќе постои, па да бара добра реконструкција или опремување. Петиот сектор е инвестиции во обезбедување на услуги во земјоделството, значи воспоставување и унапредување на ветеринарни услуги. Ова се ветеринарните станици. Дали да ја реконструира постоечката, дали да воспостави нова, со целокупната апаратура неопходна за една ветеринарна дејност. Тука влегуваат и оние мини возила што се двоседни, како пикап, што може да си ги набави секој ветеринар за да врши својата дејност. Воспоставување и модернизирање на работилници за поправка на земјоделска механизација и опрема, за поправка на трактори и механизација. Од 0 до 7, целокупната опрема што е направена. И воспоставување на услуги за изнајмување. Тоа е на земјоделска механизација по системот на машински прстени. Долго време го збориме дали да биде облик на задруга или обично човек да си набави механизација, па потоа да ја издава на околните земјоделци за реализација на примарното производство. Услуги за руралното население, услуги за поправка и одржување, различен тип на работилници што може да се кофинансираат, механичарска работилница, работилница за, не знам, поправка за различни работи, теренско одржување, значи систем за партерно уредување. Установи за престој и нега, домови за стари лица, целокупна инвестиција од 0 до финализација, со пропратни елементи за рекреација на старите лица, позеленување на просторот, оградување и така натаму. Градинки. Целосно градинки. Или постоечките, доколку има приватни градинки, да бидат реконструирани. Обуки, значи инвестиции во центри за обука и едукација, за било која професија. Кино, локална радиодифузија, информатички, спортски и рекреативни центри. Игралишта, информатички центри со компјутери за обука на населението, спортско-рекреативни центри од типот на игралишта, различни базени или за што таму, што влегува, зависно од интересот на бизнисот. Се е градва и опрема. И на крај доаѓаме до инвестиции во руралниот туризам. Значи, тука се поддржуваат инвестиции за рурално сместување, соби, апартмани, кампови, приколки, бунгало. Или инвестиции во угостителска дејност, се мисли на ресторани, кафани, така работа, кај што се подготвува и служи храна и пијалаци. Или комбинирани услуги, кои што влегуваат сместување со дол ресторан. Простории за дегустација, продажба, рурални музеи, обезбедување на рекреативни активности за туристите. Тоа значи да го опреми целиот објект со рекреативен дел, лулашки за деца, базени, велосипеди, кајаци, во зависност од бизнисот што го планира. До целосна функционалност на бизнисот. Сега во брошурата може накратко е ово представена, во петиот дел има специфични услови кои што се однесуваат за руралното сместување, кои има разлика. Дали е барата од физичко лице или предпријатие или фирма. Доколку е физичко лице, тогаш треба капацитетот да изнесува на крај 10 соби, 20 гости, а доколку е правно лице, 20 соби може 50 гости сместување. Или 150 гости ресторан, доколку е правно лице.
доколку е физичко лице 50 гости ресторанови. Не сме да ги надмине овие капацитети. Тука исто се дадени примери за прифатливи инвестиции, што ги и да скажавме додека ги презентиравме приоритетните сектори. Значи, изградба и реконструкција на објекти со намена за спроведување на прифатливите економски активности. Објекти за производство, преработка, складишта, работилници, сместувачки капацитети. И придружни објекти за сместување на суровини, продажни места, санитарни и така натаму, и набавка и инсталирање на механизација и опрема во зависност од економската активност која што планира да се реализира. Тука влегува набавка на специализирани транспортни танкови. Доколку е преработка на нешто, во случај му треба некој цистерна. Интересно е тука се поддржува цистерната, не се поддржува влекачот, камионот. Подвижни средства не се прифатливи за пофинансирање.